Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, а вие следите емисијата Заспи, ако можеш, прва во оваа работна недела. Има многу теми на кои што може да се зборува секоја вечер, се разбира, доколку сакате. Битно е дали ќе изберете вистинската и таа што ќе задржи најмногу внимание. Вечерва, односно денеска, имавме многу интересни вести. Едно од нив се разбира тоа што ете ги укинуваме царините за Соединените американски држави и се надеваме дека и тие ќе ги укинат за нас, што ќе се согласите би било една навистина убава работа. Во меѓувреме се случуваат други интересни работи. Еве да земеме на светско ниво, морам да прокоментирам една ситуација. Вчера Украина во еден дрзок, смел би рекол, напад направи нешто што веројатно ќе го има и во историските читанки, именно со дронови поставени во камиони на руска територија, длабоко на руска територија, некои од нив дури и на далечниот Сибир, успеа да нападнат, да погодат и да уништат или оштетат стратешки бомбардери на Русија, што украинците велат дека е нешто што ќе се учи во историските читанки, бидејќи е навистина нешто крајно невообичаено, ретко и од една страна за украинската страна се разбира перфектно, за руската голем удар не заради самото уништување на стратешките бомбардери кои што може да носат и нуклеарни боеви глави, туку и заради фактот дека не се снашле добро ниту тајните служби на Русија, нити нивото контраразузнавање, нити заштитата на аеродромите, па ако сакате ниту војската, што секако ќе влијае на моралот, можеби на руската армија и на руската политика, особено во ситуација кога траат оние преговори кои што се уште во многу рана фаза меѓу украинската и руската страна, во Турција, нели, но кои што би требало да обезбедат некаков мир после 3 години и 4 месеци војна. Но ние сакаме да разговараме вечерва на поинакви теми, да разговараме за македонски прашања и тоа за оние кои што според мене се од исклучително големо значење, а понекогаш во брзање со дневни политики забораваме да ги анализираме. Едната од нив се разбира демографијата, односно фактичката состојба дека државата ни старее, дека млади луѓе има се помалку и дека ако не се фатиме во костец, како што се вели, ако не започнеме борба со ова зло, слободно можам да го наречам, Македонија за неколку децении би останала без толку многу луѓе што практично ќе се постави прашање дали воопшто не е потребна држава. За тоа да не се случи, се разбира, имаме одговорни, еден од нив, да не речам клучниот, е вечерва со мене господинот Џоко Велковски, заменик министер за социјална политика, демографија и млади. Добра вечер. Добро вечер, Драган. Благодарно за поканата да учествувам на емисија со тебе заедно и поздрав до гледачите. И се надевам дека ќе останеме вака фокусирани они за прашања кои што ќе дискутираме. Немам никаква дилема, иако морам да кажам, откако се промени името на министерството, јас сум навикнат на Министерство за труд и социјална политика и морав да го проверам да не сгрешам, никој нема да замери, меѓутоа вие добивте огромна одговорност како министерство, велам, затоа што освен социјалната политика сега во ваша надлежност се велам младите и демографијата, она што е според мене еден од клучните елементи за опстанок на државата. И веднаш да влеземе од тоа прашање, неодамна прочитав некакво истражување дека ако продолжи ваквата стапка на иселување, ваквата стапка на дискрепанца меѓу смртноста, морталитетот и наталитетот, ние некаде во 2070 година, делува далеко, меѓутоа всушност и не е, ќе останеме со само половина милион жители. Што можеме да направиме веднаш, што можеме да направиме наредниве месеци, години, за да го спречиме овој навистина лош тренд? Па ако дозволиш, ќе го искоментирам пред статистичките податоци кои што се достапни во јавност. Некој ќе каже, со проста математика или ако се направи односот на живородени и колку се починати во текот на годините наназад или како е трендот на починување, условно кажано, дека ќе дојдеме до бројки кои што за жал вака делуваат многу алармантно и загрозувачки воопшто, не само за Македонија, претпоставувам дека и за целиот регион каде што слушаме дека Европа е сериозно загрозена. Цела Европа страда. Така, но ние го гледаме нашиот двор. Ние си го гледаме нашето и да, себично, меѓутоа, знаете, ако не го заштитиме дворот наш,
ќе не забрзо ќе дојдат нели надворешни влијанија за да не покосот едноставно кажано во делов на таа како ја нарекуваат нели бела чума во Европа. Да, трендот е негативен, за жал, тоа што го гледаме и она што значи од короната навака нели години оние 19, 20, 21 каде што имаме значителен број на починати лица, нели, претпоставуваме дека дел заради токму таквата појава, меѓутоа и за жал со старењето на населението, природно е така да дојде процес на тие што се повозрасни или така постари и можеби дел од заболувањето. Сега ако навлеземе и детално да генерализираме сите елементи, причини од така за починати лица и слично, доаѓаме до бројките да за жал се родат нели помалку токму помалку луѓе во однос на починати и тоа го дава тој негативен природен прираст во Македонија. Добро, ковидот можеби го задржа тоа, но ако сме реални, ние 91 година некаде имавме преку 2 милиони луѓе. Така денеска. Сега се 1.800.000 официјално. Така. А колку објективно прашање е дали се толку. Да. Сакам да кажам, процесот си зема зама веќе 30 на години, можеби после ковидот дополнително доби на сила. Си доби на сила, бидејќи бројките тоа го кажуваат. Ако видите статистиките, знаете, починати ако имало просек годишно по околу 19 до 20.000 починати, во тие периоди е веќе 26, 27, 28.000 починати. Тоа е еден негативен елемент нели во историјата. А деца се помалку има? Тоа го гледаме пред се во делот на образование, каде што е многу вака визуелно бидејќи нели запишани првачиња, втородоленчиња и слично по години, се гледа колку е трендот нели на намалување кај нив е нареден, бидејќи тоа нели еден задолжителен процес кој што мора да го помине секој еден млад ученик нели во државата. Сега подпрашањево нели, односно главното прашање кој што беше што правиме? Што значи брзо, што значи нели долгорочно? Мора да имаме некој план и што се вели експедитивно веднаш и на среден и на долг рок. Така е. Јас се надевам дека го имате, да искрено. Да, спремаме буквално треба се продолжува процесот не како досега, кој што правеа, да нешто што е добро да биде прекинато. Стратегијата за демографија, која што се работи во Министерството веќе долг период, веќе во завршна фаза, и заедно со целиот тим од владата, националниот координатор за демографија, конкретно нели во случајот нашето министерство, работиме кон финансирање токму на една ваква стратегија, кој што ќе значи на долг рок стратегија. Не значи Владко Ѓорчев е национален координатор. Владко Ѓорчев, точно, да. Он е национален координатор, така да во заеднички сили буквално со меѓународната организација УНФП работиме на вистина изворно и темелно да дојдеме до нели оние сите податоци кои што ни се потребни денеска за да можеме да ги кроиме политиките. Бидејќи ако денеска ние немаме податоци, ако немаме реална состојба, ако реално не ги гледаме работите, ќе промашиме целта. Со тие немањето на такви податоци зборам, ќе нема планот, ќе искочи погрешен на крај, бидејќи нема точно да ги планираме така оние мерки кои што сакаме да ги преземеме како влада и кои што ги преземеме во моментов нели тековно. Ја ќе започнам од она што значи трендот на поддршка на семејствата од детските градинки, како ресорно министерство нели, ќе го започнам од тука вака, па ќе претпоставам дека во текот на разговорот ќе дојдеме до клучните поенти. Денеска на семејство за да нели борба е во слушаме во некои детски градинки да се запише детенце поради листите на чекање, немање на капацитети. Па се фаќаат врски, па се што треба. Врски, се што треба за до детенце нели да стане дел. А зошто фаќаат сите врски? Најголемиот дел е затоа што треба да бидат на работа таткото, мислам родителите, таткото и мајката треба да бидат во работен процес, а тоа значи дека детето треба да отиде нели негде на чување, тоа е формата која што имаме денеска на располагање, тоа се детските градинки. Така да од тука ќе тргнам дека навистина потребата е голема и ја гледаме особено во Скопје, нели ако се земе како целина, меѓутоа во сите големи градови како Битола, Прилеп, Охрид, Велес и сите останати, па и Струмица, дека е голема потребата. И тоа го гледаме и го продолживме трендот на оно што сме го правили до 2017 година, изминатите 7 години како биле застанати процесите. Сега денеска говорел многу пати зошто едни градинки 4 години не биле отворени, зошто не биле дадени согласности за да се вработи кадар, да профункционираат и слично. Веќе навистина не бараме виновник во тие процеси кои што направил штетата ја направил. Денеска сме ние тука за да исправиме состојбата. И работиме максимално посветени денеска на 17 објекти, да станат реално за многу брзо време од денеска, да бидат на располагање на општините, нели како носители на функцијата на детските градинки, да вработиме таму луѓе кадар кои што ќе ги чува дечињата кои што се на листи на чекање. И со тоа да им овозможиме токму на родителите да не размислуваат, сега зашто го кажам ова, да не размислуваат да заминуваат во странство.
бидејќи ако ние системот во државата не им овозможиме на овие луѓе, кој ќе им се грижи за детенцето, така? И сите други работи што ќе добам следно, тие гледа дека системот не функционира и ќе напуштат. Некој ќе рече банален пример, меѓутоа многу прецизен. Банален, Ако човек буквално не знае кај да го остави своето дете кога работи и што да прави. Што ќе прави? Аз знае дека во една Германија, во една Словенија, нема никаков проблем. Таму има систем и кој ќе го преземе детето од системот, веќе нема проблем. Може да работи, може да да делува родителот нели како таков. Така да ова е банално, може некој вака го размислува, меѓутоа проблемот постои и ние го размислуваме и затоа максимално сме посветени кон министерство токму на она што не е завршено да го завршиме и да биде отворено како нели зборам капитални објекти на детски градинки, се што има потреба по општини, анализирано, аплицирано, веќе сме во завршна фаза и токму на тие дали во помали просторни услови, оние алтернативни форми и тие се веќе на агенди за многу брзо време до крајот на годината, да не кажам, ќе бидат и тие завршени и на секој една општина кој што кажала дека има потреба од дополнителни нели просторни услови, да искочиме во пресад и со Господ напред наредната 2026 година да дојдеме до фаза да листите на чекање буквално да не кажам да ги преполовиме, меѓутоа да дојдеме на еден минимум на такво чекање, зборам барем за година и половина до две во текот нели на мандатот на ова министерство, секако и на влада. Да тоа значи дека ако ве разбирам добро, ќе се случи мало чудо, буквално, не го кажувам со иронија, ќе се најдеме во ситуација кога човек сака да го испрати своето дете во градинка во својата општина, таму каде што живее, не знам каде, едноставно ќе се јави, ќе поднесе документи и тоа е тоа. И ќе биде повикан. Да. И нема да му рече, знаеш како, ќе видиме во септември. Во септември, така. Тоа е целта и ќе постигнеме и работиме навистина посветено да сето ова го намине во секоја една општина. Значи, кога го земам Скопје тука, главен приоритет правиме заедно со општините, имаме континуирани состаноци, министерот и јас како заменик министер во министерството, континуирани состаноци со сите локални самоуправи да достава проект, да биде одобрен проектот, да најдеме средства колку е потребно за да се реализира токму овие предизвици. Тоа е делот во материјалниот, условно кажано. Меѓутоа имате ли кадар? Знам дека и тоа е проблем сега во Македонија, тешко да најдете кадар што ќе работи. Да, зборуваме за обучен кадар, зборуваме за луѓе кои што навистина знаат таа работа, не некој што случајно влетел. Имаме предизвици, сме го говореле многу пати, за жал се случи една несакана состојба во текот на таа 22-23 година, да луѓето кои што имаат потреба да се лиценцираат за стручен кадар, тоа се негователи, воспитувачи, логопеди, дефектолози и секој кадар кој што е потребен во делот на детските градинки, за жал тој процес на лиценцирање застана. Заради тогашните причини, немање софтвер и слично, и никој не се погрижи, за жал да тоа го надмине. Го направивме тоа со законски измени и ги повикам во второ читање законот, го чекаме да конечно заврши во собранието, ги повикам сите пратеници, позицијата и опозицијата, заеднички да го стават на дневен ред и второто читање на законот за заштита на децата, да го поминеме како таков, да дадеме основот каде што ќе можеме овие веќе над 2500 веќе се такви на листите за чекање за лиценцирање и да го решиме и конечно овој проблем, да можеме да ги ставиме на располагање како пазар на труд, да ги имаме на располагање и секоја една градинка кај што има потреба и има нели можност за вработување на таков кадар, да може да ги стави во работен процес, а има. Верувате дека има. Само во година дена мора да кажам дека успеавме како министерство, кој што не било досега пракса, да обезбедиме повеќе од 800 согласности за сите општини низ Македонија, да можат да надоместат она што било дефицит на кадар, односно заминале во пензија, заминале од своето работно место и слично. Природни процеси. Тоа е делот со градинките, во ред. Меѓутоа, после градинката следуваат други периоди во животот, учење и потоа вработување. Владата објави еден оперативен план. Еве да се префрлиме на него, кој што мене ми делува вака многу оптимистично, морам да признам, ветување за вработување на голем број на луѓе, 16.000, што воопшто не е за занемарување, главно млади луѓе до 29 години, повторно вас ви се паѓа, условно кажано, затоа што тоа се луѓе млади, објективно доменот на младите, и вие велите дека овој оперативен план, освен што ќе овозможи работа и екзистенција, фактички ќе влијае и на можноста добар дел од оние млади луѓе што веќе размислуваат или би размислувале да заминат од земјата, сепак да останат дом. Така, ќе го врзаме сега, ево, затоа почнав од она што значи немали. Апсолутно. Идеме чекор по чекор, темата сама си се гради, нели, демографијата, на крај ќе дојдеме и до поентава. Да, оперативниот план беше промовиран пред само неколку дена. Успеавме, мислам дека
да го доловиме првиот момент на тоа што значи вработување на над 16.000 лица, од кои минимум 40% се млади луѓе во самиот оперативен план во мерките. Имаме 5% за жени, ромки и слични категории, нели, офатени во самиот процес. Успеавме и периодично ќе објавуваме како влада, меѓутоа и како ресорни министерства, пред се сега економија и труд, бидејќи оперативниот план некако, нели, по природен процес на развој падна кај економија и труд, меѓутоа еве се покажа дека сме раскинали дел од целиот процес, нели, затоа викам влада, бидејќи делот на млади е во Министерството за социјална политика, демографија и млади, тука се корисниците на гарантирана минимална помош, кои што се дел од мерките, жени жртви на семејно насилство, исто така дел од тој систем и жените ромки, така да кога ќе гледаме дека таргетот е најголем дел офатот на Министерството за социјална политика, демографија и млади, ќе имаме и ние важна улога на мотивирање на сите овие категории да станат дел, нели, од апликациите за дали вработување, дали услуги, дали обуки во делот на оперативниот план за 2025 година. Буџетот е навистина доста голем, 40 милиони евра. Тие се веќе обезбедени. Тие се веќе обезбедени, постојат и само ќе се чека сега, бидејќи веќе влезе и во, нели, владина процедура да се донесе одлуката, сега ќе влезе во планот на реализација, односно во објава на сите мерки како што, нели, доаѓаат согласно акцијскиот план. Но можеме ли во пракса малку околу тоа што точно се предвидува со овој оперативен план, бидејќи вака само како форма многумина може да им остане како само нешто нејасно. Само како наслов, само како наслов. Да. Конкретно, имаш 25 години и сакаш да работиш. Да. Многу луѓе се прашуваат што правам со себе, природно. Така е. Зошто ги фатиме, само да додам до пентата, конкретно ќе додам и до конкретно до делов на какви мерки може да користат и каде да се најдат како луѓе. Зошто се толку фатени млади? Токму за ова претходно што го разговаравме, дека како на младите конечно не им воспоставиме систем на функционирање. По кој да било основ, дали е тоа правен систем, социјален, општествен, како сакате, образовен. Земи ги, младите едноставно нема да останат тука и ќе бараат подобар систем надвор од државата. Сега, ние ги градиме системиве, ќе работиме максимално сите ресорни министри, министерства и се што треба владата, меѓутоа клучно претпоставувам дека е, нели, вработувањето токму на овие луѓе да си најдат своето работно место токму тука во Македонија. И денеска ќе кажеме дека немаме, нели, недостаток на работна сила, го потенцираме постојано. Па ќе бараме луѓе од Непал. Луѓе од Непал, да, имаме и такви случаи и работат, мислам дека и во пракса така, дали на автопативе, дали на некои други капитални проекти во Македонија, и такви работници имаме, меѓутоа како да ги задржиме сега младиве, нели, да ги стимулираме и не само ово што го збориме компанииве кои што доаѓаат од надвор, нели, да им дадеме поволности во тир зониве, не знам во што, тука и на нашите компании тука во Македонија, кои што функционираат повеќе некои од нив и од 20 години, да им дајме стимул да токму младиве луѓе станат дел од нивниот, нели, работен процес. И сега ќе започнеме со она што значи млади, еве, над 29 години, тука сепак се, нели, млади луѓе кои што завршиле некое образование, лутат можеби низ процесот. Тоа е мерката за самовработување. Тоа е мерка каде што покрај младите, тука ќе се најдат и млади на 29 години во корисници на гарантирана минимална помош во семејствата, нели, кои што се наоѓаат, жени ромки се тука, исто така и жртви на семејно насилство, и тука имаме опфат на 610 лица со таа само мерка, и мерката е дека 430.000 денари ќе бидат дадени како субвенција токму за секој вработено, нели, лице во рамките на оваа мерка. И ова е потик голем и за самите компании, меѓутоа и сигурност на самите луѓе да отидат во АВРМ, да понесат оваа апликација и потоа, нели, кај ќе бидат распределени, да им се најде советно работно место и да има поволности и работникот, меѓутоа и на крајот и работодавачот да се стимулира да може и да го задржи, нели, во иднина. Тоа се тука тие обврски за да не сме да го отпушти во одреден временски период од трајање на договор што е направен со агенцијата за вработување како конкретна, нели, како конкретна мерка и слично, така да има и заштитни механизми како да ги натераме бизнис секторот. Мораме, нели, како држава, бидејќи даваме средства, стимулираме. Ова е многу важно прашање, затоа што и претходно, ако не се лажам, повторно веројатно во време на ВМРО ДПМ, бидејќи во времето на СДСМ баш и не сеќам дека имаше такви проекти, се стимулираше приватниот сектор да вработува луѓе, меѓутоа и по правило, речиси, во Македонија тоа беше злоупотребувано. Додека државата плаќа се одржува вработениот, штом државата ќе престане, не се ни потребен повеќе. Не се ни потребен повеќе, бидејќи не користи сите бенефиции, нели, повеќе. Како тоа да го спречиме? Како тој човек да му стане потребен и правотодавецот да рече не,
овој човек ќе остане? Во првите години имаме механизам како за тие пари кои што ги даваме нели како субвенција во делот на дали само вработувањето или слично. Има механизам и ги спречуваме. Што после тие нели дали ќе биде година и пол, 6 месеци независно, што потоа тука ја гледам мерката бидејќи не можете до крајно секогаш да ги нели бидејќи имате однос работник работодавач и од другата страна може и работникот повеќе нема апсолутно не сака да работи, да биде стимулиран таму, или е мрзлив или нашол подобро работно место со неговата обука која што добил таму или пракса која што стекнал, па може нели добил подобра понуда и тоа е за нели не можеш никад да го ограничиш правото на движење на работникот или на трудот. Па не ни треба, добро. Јас зборувам само да не биде тоа злоупотребено на класичен начин. Меѓутоа класичната злоупотреба која што беше досега во принципот на недат на работа само ги даваме меркиве. Само се пишени во апликација, истите работници не се во нели дали е производствен погон, дали е не знам услужна дејност и слично. Затоа има механизми и агенцијата за вработување понашто го разговаравме со директорот, последно е дека ќе направи максимални контроли, нели да има први имаме експертиза на луѓе кои што ќе дадат одобрение дали некој може да користи некој од меркиве кои што ги имаме, значи луѓе кои што се независни и стручни, до момент на контроли кои што ги прави агенцијата за вработување и треба да бидат строги. И тоа тука нема никој дилема и го разговаравме најдиректно и со министерот за економија и труд, така да тука треба да бидеме сите исправени пред тој предизвик бидејќи се злоупотребува. И го знаеме сите, тоа го говорат сите и треба да бидеме сите спремни токму на таа пракса да биде конечно. А што велат работодавачите околу тоа? Имате контакт со нив, претпоставувам? Да, разговараме со нив, потребни навистина работници им се потребни и зошто во сите скоро мерки не само младиве, меѓутоа и они што се корисници на гарантирана минимална помош кои што се денеска условно поддржани само од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади и владата нели како социјална помош. Токму оние кои што се работоспособни се најпотребни да бидат дел од нивниот процес и имаме и поддршка во тој дел и размислуваме сериозно со функционална анализа да направиме промена токму во таквиот модел на давање на социјална нели гарантирана минимална помош на овие луѓе да биде буквално ограничена и они да бидат стимулирани понатака не само со овој оперативен план, меѓутоа и во пракса согласно закон да бидат стимулирани да најдат работа. Бидејќи денеска дел од тие семејства се постојано во социјален ризик или во постојана сиромаштија, затоа што не искачат од оваа нели рамка на поддршка од државата. Кога ќе излезат или ќе бидат приморани да излезат што побрзо, они ќе бидат потикнати нели да бидат дел од пазарот на труд. Кажано живеат во комфорт зона која што е слаба, никаква, меѓутоа сепак е некаква. Некаква, да, имаат некакво здравствено, имаат некаква сигурност во одреден нели елемент на законот како рамка и они не сакаат да искочат тоа бидејќи не го виделе другото. Зборо не виделе придобивката, што значи да бидеш повеќе платен на пазарот на трудот, да бидеш преквалификуван, и да бидеш свој човек, тоа е клучно, да. Свој човек е клучно и ќе работиме сериозно и како министерство веќе започнавме со анализа токму на овие податоци, бројки и што значи измена на закон, па се до бројките кои што ги имаме како приматели на социјална гарантирана минимална помош денеска и што значи нивната работоспособност, бидејќи ние денеска не знаеме колку од нив нели можат да бидат на вистина се работоспособни или не. Слично, така да ќе имаме има и таму злоупотреби, сигурно. Па има. Еве се покажа дека ја во техничката влада го говорев тоа злоупотреба не само во оној тип на возила, меѓутоа имаме злоупотреба од типот на криење на целото материјално добро кој што го имаат можеби во нивото на живење, меѓутоа и она што ги стимулираме како држава да бидат и во делот на сивата економија, односно црната економија, каде што се платени на црно. Многу важно прашање. Многу важно прашање кое што знаеме дека заработуваат дел нели од нив бидејќи не би преживеале буквално со онаа социјална помош која што земаат денеска и се стимулирани да работат токму на пазарот на трудот во сивата економија, меѓутоа можеме со добар план можеме дел од тие корисници навистина да бидат излечени не во целост, се знае дека секоја држава има социјална компонента и треба да се почитува и треба да се потикнуваат. Добро, но колку повеќе толку колку повеќе излечеме и ќе ги потикнеме работодавците тука ни даваат мислам дека доста голема поддршка во тој дел бидејќи им се потребни работници. Навистина се потребни и денеска мислам дека по разговорите што ги имаме со комора и со коморите што ги разговараме, мислам дека навистина се спремни и да платат навистина солидни плати и да дадат солидни услови денеска, не е како порано. Мислам дека е променета малку сликата во тој дел и се спремни да привлечат што е можно поквалитетни работници на своја страна.
страна. Тоа значи овој пат би требало да биде обостран интересот. Така е. Не само идејата на владата, туку навистина сите учесници во процесот да најдат свој интерес. Спомнавте самовработување. Дали тоа е оно исто самовработување или слично што го имаше на времето кога не знам на памет зборувам некој сака да отвори фризерски салон, па државата му помага со одредени финансии за да отвори, па понатаму не знам, деле грант, деле некој поволен кредит. За тоа ли се работи? Така, за тоа се работи и измешани се повеќе може да користат едно од повеќе мерки, таму има дел обуки, нели дел за да отворат самовработување, мора да поминат една претходна одлука кој што мора да имат нели како бизнис план да се подготви и слично. Така да ги припремаме све, од бизнис план па се до нели давањето на грантот за самовработување кој што може да отворат дел од дали фризерски салон било, дали било нешто друго. Независно од секој тоа што може согласно бизнис план да го каже како бизнис идеја буквално, да им се даде максимална поддршка и како што кажав, ги оценуваат навистина експерти кои што даваат предвидливост и трајност на тој бизнис план. Не е само да биде напишано на 2 листа хартија, да биде поднесено и да добие. Туку навистина ќе треба да биде содржајно, да им се помогне нормално во целиот тој процес, не се сами оставени луѓето. Но строи ќе бидат критериумите според се. Треба да бидат строги затоа што треба да се успее. На крајот е битен успехот на секој еден, не да бидат пропаднати бизниси, туку да бидат успешни бизниси. Тоа е поентата и ова се модификации согласно нели сумите на пари, согласно бројот колку наназад години се користеле одредени мерки и слично, така да навистина се потикнувачки. Особено имаме поддршка за нови работни места, кој што е многу интересна мерка, кој што ги дава пред се за млади лица и за корисници на исто така на ГМП, на лица со попреченост и лица со попреченост. Имаме такви, знаете, голем дел во Македонија веќе и заштитени друштва кои што користат многу поволности. Исто тука треба да има и во опрема, и во асистенти токму на овие лица, и во обука како овие лица да бидат имплементирани во нивниот производен или услужен процес, нели, независно каква им е дејноста. Зборувате за лицата со попреченост и за лицата со инвалидитет или само за попреченост? Да, за попреченост. Значи тие се една иста категорија кој што се дел од рамката на токму на оперативниот план и може да ги користат работодавците, може да користат токму. Но тие може да бидат корисни. Сега вака се извинувам што ви влегувам. Јас сум го видел тоа на запад, да кажам, каде што лицата со попреченост апсолутно се кадри способни да вршат одредена дејност, да бидат платени, да се чувствуваат добро со тоа. Како не? Ова е многу важно, значи не се отфрлени од општеството. Кога општеството ќе ви помогне, државата, вие да излезете на труд, што се вели на пазарот на труд и да функционирате, да добиете своја пара, а да не бидете оној што сите го чуваат практично и го држат во раце. За нив ова сето што го напомена сега е од преголемо значење. Разговараме постојано со инвалидските организации, со невладиниот сектор кој што се занимава со поддршка токму на лицата со попреченост. Новија лица многу им значи. Значи сами да се придонесат за себе, за својот живот, да си помогнат самите. Психолошки влие апсолутно супер, премногу влие и затоа се дава и во опрема, затоа кажам, значи они можат слободно и во го даде примерот запад, значи го адаптираат целиот простор и тоа е мерката да го адаптираат целиот простор токму за лица или лица, независно нели, за лица со попреченост, а тоа е доколку има нели бариера од физички карактер да се изгради дали ќе биде рампа, дали ќе биде платформа и слично, за лица со оштетен вид треба да нешто сензорно да биде и слично, така да. Но ако сме реални се жалат овие лица. Точно, да, излегуваат и на протести од време на време затоа што велат им фалат рампи, им фалат платформи, им фали начин по улица да одат по некогаш. Навистина не можеме да се споредуваме со развиените земји, меѓутоа не гледам ни една причина зашто да не им се овозможат елементарните услови. Така е. Мора да појдеме од негде. Ако ние постојано само кажуваме дека нешто не може или не може да се направи, ние тогаш навистина го ги оставаме на страна и не правиме ништо за нив. Во моментот кога разговараме со нив, секој од оние предизвици кои што го имаат, дали е убаво кажа тротоариве не се достапни. Да, треба да се свестат секој еден дали е од владата па надоле се до локалната самоуправа или градоначалници и секој еден кој што креира политика, дали тоа е реновирање на улица, реновирање на тротоар, градење на нова градба, капитален или објект или слично, заложителен елемент треба да бидат токму овие препреки, повеќе да не биде тоа, не треба да биде лифтови, не треба да биде тоа табу, едноставно да се заврши. Дали треба да биде широк лифтов согласно стандардите? Треба да биде готово. Тоа е завршено, мислам сме прифатиле конвенција за лицата со попреченост. Тука немаме не назад, тука треба само да видиме како да им помогнеме на овие луѓе, бидејќи во Македонија се во број, меѓутоа можеме како држава да помогнеме.
секој еден утре не знаеме кој каде од нас ќе заврши изборен во тој процес. Апсолутно. Не дај Боже така, секој треба да размислува како да нема бариери за секој еден од нас. Господин Велковски, да зборувате за ранливи категории до сега, најчесто спомнавте жени и ромки, зборувате лица со социјална помош, зборуваме за лица со попреченост, со инвалидитет. Се извинувам и секоја чест за трудот околу нив. Меѓутоа ми се чини дека ударното најголемиот процент треба да оди на здрави млади луѓе, во најдобра смисла на зборот, ова да не ме свати некој погрешно, кои што треба да носат државата утре задутре. Значи ударот треба да биде насочен кон нив. Како најпотентниот дел од населението, да го натераме по секоја цена да остане дома. Овие луѓе, ако сме реални, би сакале и поголеми плати. Би сакале подобра екзистенција. Значи нема да му биде доволно да му кажете платава ќе биде околу минималец, па ти преживувај. Не, тоа нема да го мотивирате, сигурен сум. Така. Или не знам, ќе ви обезбедиме услови за само вработување, ама после 6 месеци веројатно ќе бидете оставени сами на себе, ако пропаднете, тоа е тоа. Тоа ќе биде круцијално. Повторно велам, секоја чест за ранливите категории мора, тоа треба воопшто да излезе како разговор. Меѓутоа, клучот ми се чини во овие младиве луѓе кои што ќе водат државата у наредниве години. Така е, мислам дека денеска младите добиваат подадена рака буквално од целиот систем на државата. Кога говорам целиот систем, дали почнувајќи од нас како Министерство за социјална политика, демографија и млади, каде што буквално сме со оние здруженија, знаете, и средношколци, и студенти, и независно младинските здруженија, сме постојано во комуникација, присутни на секоја трибина, присутни на секој разговор со нив, за да го излечеме она што они го сакаат. До сега беа градени политиките во Македонија, за жал, тоа што ние сакаме. Иако јас се сметам за млад човек и сум гледал да изградам систем кој што ќе значи поддршка пред се за младите, тоа е природно, некој природен процес претпоставувам, меѓутоа денеска навистина сме во директна комуникација, дали тоа било Министерството за образование, нашето министерство, владата најдиректно и работиме навистина на креирање систем кој што ќе значи нивна поддршка. Не да ги оставиме после 6 месеци или после година дена повторно сами на себе или без дали би киват без примање или без нешто. Како е фидбекот на младите? Тоа ме интересира. Бидејќи велите разговарате на терен постојано. Па значи имате директно чувство како реагираат на целава приказна. Така, ја по она што го гледам и она што го знам и што го разговарам, да не биде се фалење, да си покажува, претпоставам дека дел мерење анкети си има друг механизам како тоа се може да се провери. Оно што го разговараме, гледаме навистина да искочиме пресет и нивната реакција, самата реакција, гледате дека има доверба, дека имаат партнер во владата, во државата, во системот, дека имаат партнер, дека имаат луѓе со кого можат и да споделат, меѓутоа и да разговарат отворено за тоа што не е направено и треба да се направи. Со самото тоа веќе влеваме доверба дека ќе постигнеме нешто, почнуваме со чекори, можеби се мали, бидејќи за жал во Македонија никој 30 години за младиве ние само сме ги споменувале. Никој не се одважил да направи, да не кажам министерство, туку поголем проект за младите и да немало. Имаше можеби тоа купи куќа, купи стан, една мерка која што беше популарното од 2017 година. Тоа беше еден елемент, ама само еден во целинава. А не и партнери во дел да направиме заеднички закон за нив, за младинските политики. Да направиме тоа што младите сакаат како студенти денеска. Што кај се гледат како луѓе во системот, што им е приоритет, дали е информатикава, дали е не знам некоја друга дејност и слично, за тоа се разговара денеска. И го слушаме нивниот глас и затоа одредени работи кои ги правиме, не ги правиме брзо плето, да направиме грешка, па утре да речеме аве сега ова не можеше. Зошто? Затоа што сме згрешиле работата, туку затоа ги правиме работи и можеби во некој чекор полека, за да може навистина да дојме квалитетно тоа што го сакаат младите луѓе. Ќе земам само дел од она што денеска го градиме за нив, не знам не само законите, туку тоа е политиката на добрите 500 студенти кои што за кратко денеска ќе стане реалност да останат во Македонија, да им се понуди тука работно место. Па нас ни треба токму и најдобрите така. Најдобрите ни треба секој. Меѓутоа и најдобрите ни треба. А не да ги праќаме готови на германците и на точно, и нас ни треба, сакаме да развиваме многу други системи во Македонија. За да ги развиваме мора тие луѓе да ги задржиме. И такви сет на мерки
ова е една, нели, кој што како влада ќе се донесе и ќе ја примениме и ќе стане реалност, меѓутоа сет на сите други мерки, дали е било тоа оперативниот план, каде што паќе потенцирам 40%, значи ако го земете само во средства, ако се издвои, тоа се 24 милиона најдиректни инвестиции само во младите до 29 години идат како инвестиција на годишно ниво, што е досега вака на годишно ниво, така. На годишно ниво идат токму во ресурси како млади луѓе. И тоа е вака за поздрав, мислам, досега не било пракса. Се фрла да може пари за X работи. Меѓутоа затоа треба фокусот да не биде. Добро, ние трениравме и магариња своевремено, не се прославивме, меѓутоа како ќе го спречиме оној момент на стравка и младите од типот на не сум партиски човек, нема шанси за мене. Тоа често пати може да го слушнете, само партиски луѓе добиваат, ние другите сме особено овие неутралните да речеме, па и тие што се спротивни, зашто? Не можам јас да добијам, нема ништо да аплицирам. Ова буквално ме прашам како повик до луѓето. Да не мислат дека треба да имаат членска книжка за да добијат шанса во својата држава. Немам ништо против книжки, меѓутоа вака треба се цени поддршката и стручноста кој што имаат овие млади луѓе. Зошто поддршката? Ако денеска имаме ние потреба од 1000 негователи, воспитувачи и слично, па дал се сите тие партиски луѓе? Не се. И нема да бидат. Тие се стручни луѓе кои што добиле лиценца, кои се стекнале со лиценца, ја имаат уважност бидејќи положиле одредени испити, се стручни, се компетентни да ги чуваат денеска дечињата во детските градинки и секој еден од нив има многу големи шанси, така математички да поставиме работата, имаат големи шанси да станат дел од системот на детски градинки и тука нема дали е од оваја или од таа страна, бидејќи нас денеска неминуно да ги чуваат дечињата. Немилино да имате денеска медицински сестри, кои што ќе ве пречекаат во болниците. Доктори кои што ќе ве лекуваат. Зар ќе ги бира некој денеска и ќе опраша. Кај што викаме дека нема плата, даваме денеска солидна, ако гледаме нели како во засебна заштита и ќе опраша некој дали има ли ваква или таква. Не. Специјализанти, сите се примени, ако видите податокот, сите специјализанти се примени во клиниките низ Македонија. Значи мерит систем. Тоа што го заговараме толку години. Ево денеска дали е тоа поради немање на работна сила, можеби дел. Меѓутоа најдел е тоа што сме свесни дека сакаме тие луѓе да останат тука, бидејќи се дел од нив остручени веќе. Имаат искуство, имаат работено познавање на сите процеси во таа сфера, независно која, дали е здравство, образование, детска заштита и слично. Така да променете менталитетот. Нова влада пред се со нејзиното доаѓање го променивме гледиштето кај народот и народот го препознава. Го знае тоа, знае дека сме ние достапни и дека секој ден буквално на улица да не се обрати дека има одреден проблем, гледаме да го помогнеме. Нормално, се да биде во рамките на возможното, правото и правилното. Спомнавте неколку елементи од целиот процес кој што според мене треба да биде конгломерат од сите вклучени елементи. Економските мерки се еден аспект. Човек да се вработи млад, да остане дома. Помош од државата, апсолутно се согласувам. Меѓутоа, исклучително е важен, меѓутоа не е само тој. Младиот човек денеска мора да се чувствува правно сигурен, мора да се чувствува здравствено сигурен. Вие не може да се плашите дека ако се разболите, најверојатно нема кај да отидете. За децата, спомнавме градинките, се разбира, меѓутоа училишта во кој што ќе има многу сериозен наставен кадар, образование во кој што нема да се лута, како што имавме случај каде што се менуваа програмите на секои 6 месеци и така натаму. Во школска година. Па дури да. И влеговме во една ситуација кога во еден момент немавме учебници. Јас мислам дека тоа е надминато сега. Дојдовме во ситуација да немаме учебници. Во 2020 и која година беше, додека светот, не знам, Илон Маск праќа ракети на Марс, ние немавме учебници. Мислам дека е тоа срам од епски калибар. Меѓутоа, повторно велам, безбедност правна, безбедност здравствена, безбедност каква сакате, квалитетно право, квалитетно образование, квалитетно здравство. Имаме ли ние капацитет сето тоа да го споиме во едно, за навистина младиот човек да рече да, ќе завршам образованието тука или во странство, се едно уште подобро во странство ако има добри универзитети, но јас ќе се вратам дома за дома да опстанам. И да продолжам да живеам оваа земја. Тоа е главната поента. Видите, многу пати разговараме, мислам дека и премиерот кога вика да дојдеме до нула, нели до позитива,
Не случајно го споменуваме тоа како такво и секој ден од нас го потребува, затоа што секој што влегол во системот на државата да раководи нели со одредена институција, независно или министерство, се соочува за жал во 7 години успеале толку многу да го растурат системот, толку многу да го како да кажам и правно и законски и девалвиран апсолутно. Буквално девалвиран, да се тоа што го напоменат ти дали од социјален аспект, образовен, безбедносен, правен и слично, да сето тоа да биде буквално ги гледаме анкетите, си го покажува 2% у судство, не знам толку посто образование. Смешни се бројките, едно цифрени мислам дека се. За судството е срамота и да се разговара. Негативна е, претпоставам веќе, не е ни позитива. И сето тоа сега да доеме ние до ниво, да влееме до вербата кај секој еден, треба време. Треба време и навистини затоа можеби ефектот не се гледа веднаш и не може да се види веднаш од ниту една промена. Тоа го знаеме сите кои што работиме нели во овој елемент или кои што директно сме инволвирани во некој процес и не засегат како семејства, не зборам како позиција на функција на министри, заменици, министри и директори. Буквално работиме на секој елемент од овие кои што ги напоменавме, да влееме, да направиме систем кој што ќе биде првин безбеден, правно безбеден, да нема веќе лутање дали некој ќе толкува правото вака или така, се знае како е напишано, така ќе се толкува и по тоа треба да се носат одлуките, нели, не навлагам, независно и судство и обвинителство, тука не сакам најмалку да се мешам, меѓутоа се знае како е правилото, не да се фаќаат врски, да биде пресудата ваква или таква. Тоа треба веќе да заврши Македонија и тука немаме ни еден од нас дилема. Ќе преминам образование, брзо ќе гледам да ги поминам. Во делот на образование, доста фаќање врски за дали треба да има оценка 4 или 5. Апсолутно за вас. Треба да престанеме, значи веќе да малтретираме, не знам, министерката или кој да е во тоа министерство или директорката да стаи оценка. Сите деца не се скроз одлични, а потоа излегуваат дека баш и не заслужиле. Имало примери лични, ќе кажам, каде што излегле со добри или многу добри, да на крај факултети завршиле побрзо од сите оние кои што биле одлични. Зошто? Затоа што го излекол капацитетот у даден момент. Од тоа дете се излекло, зборам, од тој млад човек. Така. И тој денеска е попродуктивен од оној што бил помаган да има од 4 на 5 или не потребно, да. Или 5 и слично. И практично сме направили од него паразит, ако сме. Паразит. Учебници, да не го говорам, тоа е веќе мислам дека надмината работа. Добри законски основи во делот на образование, секако ќе се сложиме бидејќи тие деца го поменуваат најголемиот дел од својот живот токму во делот на образование, од нивната 6-та, денеска 5-та како доаѓа година, па се до нивната 22-та, најмалку па и нели и повеќе низ годините, така да најголем дел од можеби од животниот век го поменуваат и образование. Делот на безбедност е многу значаен и многу важен и мислам дека кога говорам тука, бидејќи нашето министерство нели едноставно и некако соочен и со тој дел елемент нели оние жртви на семејно насилство, сите ситуации кои што се случуваат и кај нас во министерството и соработката со самото ресорно министерство за внатрешни работи е од круцијално и битно значење и навремено пред се. Мислам дека и во тој сегмент, се тоа, да не го говорам година дена ќе си каже министерот, претпоставам дека што све направил и како постапува, меѓутоа гледаме безбедноста. Гледаме елементи каде што значи поголема безбедност и на самите улици и намалени бројки во одреден нели сегмент и тоа самото тоа треба се работи на системот, не дека нели е перфектен и никогаш нема да биде перфектен, меѓутоа треба се воспоставуваат сите овие работи елементи што ги ставаме. Треба да направиме рамката да токму младите луѓе, тој што го проживел и се навикнал на овој систем, за него претпоставам ќе биде полесно да го доживее нели животниот век така како што е поставен системот. Меѓутоа младите луѓе не, веќе не чекаат ни 4 години за да добијат шанса да кажат дека системот е добар. Така е, веднаш. Едноставно брзо кај нив е времето, ќе се зјавам јас за млад човек, брзо, едноставно брзо се завршува и брзо се одвива и јас сакам да има денеска. Буквално денеска, не сакам да биде за ова ќе согласиме целосно, сакам денеска. Сакам денеска. Кога ќе седнеме сите и размислуваме вака, тогаш ќе ги движиме работите многу побрзо и поефикасно. Така треба да размислуваат сите. И така треба да размислуваме и мислам дека оваа влада денеска и сите ние како луѓе од позиција на така креирање на сите овие политики размислуваме како денеска на младиот човек да му дадеме подобри услови и системски, меѓутоа и на крајот нели нормално и за можност за семејство и за можност за да креира тука иднина, а тоа ќе не наврати сега наназад во темава е демографија, дека ако сето ова го спречиме, го заузиме надвор од државата да луѓето да заминуваат,
да бидат тука присутни, да тука творат, да тука створат семејство, се вработат, се школуваат, дека ние ќе дојдеме до нема да биде тоа до 2017 година на таа бројка која што кажавме, туку ќе биде многу поразлична, доколку барем дел од ова што го говориме, го спречиме, односно го направиме како држава, тогаш ќе разговараме за сосема други бројки нели во делот на демографијата. Мило што вака го заокруживме разговорот на ваков начин. Искрено се надевам дека тоа и ќе се случи. На крајот на криштата годините брзо поменуваат, па ќе се увериме што ќе се случи. Да влеземе во некои по-детални работи надвор од оваа тема, децентрализација на социјалните услуги. Да, убава, добра тема е таа. Веќе започнавме. Инаку, претпоставувам дека веќе се комуницира во јавноста и треба да се комуницира. Ова е процес кој што во Македонија за жал нели согласно законот е заглавена во некаква форма до негде нели се на пола и слично, во голем дел од многу елементи. Веќе разговаравме со комисијата во рамките на ЗЕЛС и со претседателот Орсе Георгиевски, веќе организираше таква една средба. Бев присутен јас како заменик министар каде што ги изложивме, први ги слушавме оние предлози од експертите кои што биле ангажирани нели за делот на токму да услугите во социјалната заштита бидат децентрализирани, односно спуштени на локално ниво. Ми се допаѓа ова што упорно одите на првин да ги слушаме експертите. Пристапот не може секој се да знае. Ниту министерот, ниту заменик министерот да се разбереме. Но да ги слушнеме луѓето што навистина работат. Што тоа им е... Гледате, они скочиле, анкетирале луѓе, граѓани, локална самоуправа, вработени во локална самоуправа, вработени во министерство, раководни позиции. Ја знаат суштината. Значи, они поминале и ние сме се виделе со сите тие, меѓутоа тие направиле сулима, тоа им е работа. Едноставно денеска ги плаќаме тие луѓе токму за да произведат еден документ кој што ќе значи реалност и спроводливост. Зошто спроводливост? Бидејќи на крајот треба секој еден документ да се спроведе во пракса. И идејата е одлична. Од кој аспект е одлична? Секој кој го гледа нели министерството треба да биде тој што ќе даде она законска рамка, да постави рамката, да постави политиката и се од таму натака и кај нас во министерство е малку полесно у нашето министерство бидејќи ние имаме оние подрачни единици 30 во Македонија, нели центри за социјална работа кои што работат независно од нели системот на министерството, односно се независни во одлучувањето во делот на спроведувањето на политиките. И тука веќе ние го имаме опипано оној момент на децентрализација барем на локално ниво, делумно, не целосно. И оваа идеја е многу добра во услугите, зашто бидејќи денеска општините и оние локални партнери кои што се нели од невладиниот сектор учествуваат заеднички во помошта на одредени категории, како што се стари лица, на лица со попреченост и слично, кои што даваат подршка токму на луѓето кои што се жители на таа општина. Така. И веќе они како општина ги имаат таргетирано точно и се ги знаат предизвиците, односно знаат на кој лице што му е потребно, бидејќи тука се секојдневие, живеат заедно, едноставно нема нераскинлива врска. И на нив ќе им биде многу полесно и попрактично да дел од тие услуги, ако бидат децентрализирани, они ги даваат директно. Тоа што значи дека блок дотацијава колку да се средства нели потребни за една таква услуга во милиони денари, независно да се претфалат на општината, она во еден транспарентен процес со поддршка на секако на локално ниво, дали од невладин сектор, дали од друг тип на услуга, ќе биде дадена токму на крајните корисници, а они да бидат незадоволни и да бидат тие услуги неквалитетни. И во овој момент не само што ЗЕЛС го презентираше ова и веќе ќе го отвори како дебата, претпоставам дека на следниот, како се вика, централно тело, тоа раководно тело на ЗЕЛС, ние веќе и преку ИПА структурата во нашето министерство правиме анализа на тоа како досега се давале овие услуги на корисниците. Односно, дали тие биле квалитетни, неквалитетни, доволни, недоволни, дали се движиме во вистински правец, ќе покаже и токму оваа проверка. Бидејќи мора на одреден период, знаете како мора да се прават проверки за да знаеме кај сме, дали сме на вистинскиот правец, не сме на вистинскиот правец, да имаме освет токму од темата. Така да еве веќе паралелно некој се движат тие два процеси, и ЗЕЛС како иницијатива, закон за локална, знаеме дека веќе се менува, пробуваат нели и министерот да го промени во некаков елемент и самиот закон, така да доеме веќе во фаза да размислуваме навистина децентрализацијата да биде и во пракса да почне да се спроведува во одредени барем сегменти нели од нашето живење. Гледам дека со општините како такви имате добра соработка. Нема да го спомнеме примерот со градоначалничката на Скопје која што баш овој период е во некој специфичен муд да речеме. Се извинувам за терминот муд, значи нели расположение, но
генерално со ЗЕЛС соработката е на прилично високо ниво. Па мора да кажам дека бидејќи сме Што исто така беше проблем беше во одредени во минатото било проблем од дел на каде се инвестира во капитални инвестиции, барем во социјалната заштита ќе говорам сега. Каде се инвестирало со капитални инвестиции, каде било потребата, а не се инвестирало, за жал, не биле одобрени години назад. Па дел на вработување кои што се одобрувале нели во самиот процес. Општините ни се партнери. И кога такви треба да ги гледаме и максимално да бидеме а не непријатели, токму така. А не непријатели. Ние комуницираме, јас ке земам, комуницираме на дневно ниво, барем со буквално 1/5 од граничаниците на дневно ниво. И имаме потреба, и имаме зашто да ние денеска пробаме да направиме подобро за граѓаните. И имаме. И затоа комуницираме, сме отворени и средби, и официјални, и неофицијални, значи комуникацијата. И не е улога, предпоставувам, политичката партија од која што доаѓа. На секој еден им е кренато телефон и одговорено, да, некој пат и негативниот одговор е одговор. Меѓутоа треба да се знае, треба да се и зошто е негативен и како треба да биде и кога ќе се планира. Што е крајната поента, и ако не убедат спротивно на тоа, независно од која политичка партија доаѓа, нели градоначалникот е именуван и доаѓа, доколку не убедат дека спротивно на тоа што ние размислуваме, е добро, ќе направиме нешто добро со тоа што ни укажале дека нешто и ние постои простор за компромиси, за точно и дека не го гледаме или не сме го виделе во даден момент или не е презентирано правилно во дадена ситуација, така да затоа комуникацијата е присутна и ќе биде присутна особено со локалната самоуправа, бидејќи сме партнери во целиот процес. Уште едно прашање имам, детските одморалишта. Јас сум од онаа генерација која што одеше во детски одморалишта. Исто сме. Сум одел во Крани, не знам, во Тешево, сега да не зборам напамет, каде што ги имаш и си функционира многу убаво, потоа сето тоа како да отиде некако во негде во заборав. Сега гледам повторно иницијативи тоа да се врати во живот. Да, за жал да дадам само вовед за сите ќе се потсетат тие генерации, претпоставам дека од тие 70-тите години нагоре, па сега најдобри спомени се тоа. Така, до таму 2000 и некоја 5-та, 6-та, 7-та, 8-та година функционира најголем дел од детските одморалишта во Македонија и тоа беше едно место, некој ќе каже за одмор и рекреација, не само за одмор и рекреација, бидејќи имаше конкретна, ако ви текно една конкретна програма, кога говорам за таму, дали било тоа културни настапи кои што се правеле заеднички во тие поминати денови таму, спортски евенти, социјално дружење, буквално со сите оние разни категории деца од разни краеви на Македонија. Склопување, пријателства, љубов и се што следува, се согласувам целосно. Така, таму биле низ годините и се користеле тие одморалишта. За жал, не инвестирањето во нив, односно нивно нереновирање, запуштување, отпуштање на кадарот, мислам заменување природно во пензија, па не давање на кадар, нели, за да се водат сите тие објекти, ги знаеме сите Пелистер, денеска, Берово, така седат Сувилаки, Николич во Дојран, Струга и слично. Сите тие се, ќе кажам, едни жални споменици на времето вака на социјалата, на детските одморалишта, бидејќи денеска тие објекти кои ги видите се навистина во лоша состојба. И за жал од последното, мислам дека негде 2005 година Пелистер од тогаш стае нели клучот, па нели претходниве ќе го враќа со некоја кампања, таму има катанците ден денес, за жал остана. На 20 години. 20 години вака никој не најде сила и законност да ги реши. Независно во каква форма. Ние денеска ги викаме детски одморалишта, тие може да послушат за многу други, нели, алтернативни форми, независно дали се, нели, од делот социјалната заштита или слично, каде што ќе се буквално тие простори, бидејќи тие сите се градени наменски. Не случајно се градени во Берово, во Пелистер, во Дојран, во Струга. На места конкретни правилни, кои што некој видел дека тоа се места соодветни и за дечиња, меѓутоа и за друг тип на категории, така да денеска сериозно веќе сме влезени во процесот на решавање на проблемот на сите овие. Пак имаме ли пари за реновирање, за обнова? Претпоставувам дека најголем дел од нив буквално треба од корен да се реновираат. Гледате, ќе следи информацијата на вала каде што ќе се одлучи конкретната одлука ќе биде донесена. Денеска сме буквално на почетокот, меѓутоа ги правиме тие проценки што значи колку се оштетени, што значи за нивно реновирање, што значи сегашната состојба на вредноста на тие имоти и постојат навистина алтернативни форми, дали тоа јавно-приватно партнерство каде што ќе ни помогнат како такви.
буквално тие места денеска да станат повторно центар на внимание во Македонија. Бидејќи даваме акцент токму на туризмот, денеска знаеме дека најголем дел од училиштата во Македонија ќе ги земам нив, бидејќи нели таму се дечињава како категории сместени и таму се иницијативите да идат на такви зимувања и летувања во Грчка, во соседна Бугарија или другите соседни држави наместо дома. Ова ќе биде начин и можност да повторно тие дечиња останат тука во Македонија, да бидат дел од туризмот во Македонија и да бидат дел од па ќе кажам оној систем на детско воспитување, односно детски игри, кои што ќе значат и нивни напредок, односно дружба токму тука во Македонија. Така да никој родител нема да има ништо против тоа. Меѓутоа, еден од условите предпоставуваме да бидат колку толку прифатливи цените. Како на времето што беа. Ако сме реални. Тогаш можеше секој да си дозволи да ги прати децата во детско одмор. Тоа ќе биде главната намера и главната поента на предпоставувам дека на заклучокот комплетен кој ќе биде за секој еден поединечно или детско одмор што ќе биде дадено како информација до владата, да се направи најдоброто решение, а да се поттикне се тоа што го кажав претходно, да биде поттикнато и да биде во ваква форма. Ѓоко Луковски, заменик министар за социјална политика, демографија и млади, останаа сигурно уште прашања кои што не ги одговоривме, меѓутоа ќе оставиме прилика за друг пат. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ти благодарам на тебе и се надевам дека гледачите одговоривме дел од темите кои што беа вака заинтересирани, а останува секако за понатак и други теми да ги отвориме. Постојани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот се разбира, немој да го пропуштате репризното издание на оваа емисија. Јас ви се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.